Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска Димче Лазаревски, советник во кабинетот на премиерот Никола Груевски. Добар ден, господине Лазаревски, ви благодарам што ја прифативте поканата за гостување. Благодарам. Веќе 2 години се спроведува проектот ангажирање странски експерти во домашните компании. Од каде ваквата идеја? Во насока на подобрување на бизнес климата и зајакнување на конкурентноста на домашните компании, во рамки на Канцеларија на председател на Влада на Република Македонија беше формирана работна група која на почетокот уште на 2013 година започна со активности за практична фактички реализација на програмскиот проект Странски експерти за домашни компании. Овој проект има за цел преку ангажирање на странски експерти да ги помогне македонските мали и средни компании во подобрување на нивните производствени, организацијски, аналитички и маркетиншки процеси и во главно да ја подобри на тој начин нивната конкурентност во целина, или на национално и на глобално ниво. Кои се експертите, како ги селектирате? Се работи за пензионирани лица. Тоа се експерти во својата област, кои што целиот свој живот го поминале работејќи во некој од овие сектори индустрии за кои што велиме се експерти, но се уште се чувствуваат способни за работа и имаат желба своето огромно искуство да го пренесат на компании кои ваквото искуство им е многу потребно, но поради одредени причини, најчесто тоа се финансиски, не може да си го дозволат. И затоа членуваат во еден вид на непрофитни организации, на вакви сениор експерти ги велиме, односно пензионирани експерти или лица кои што се веќе завршиле својот работен век и со помош на своите влади помагаат во развој на мали и средни компании во земјите во развој. Владата на Република Македонија во изминативе 3 години склучи повеќе договори со работка со вакви странски организации од Германија, Холандија, Австрија, Швајцарија и тука би ја спомнала Европската банка за обнова и развој. Кои домашни компании, споменавте мали и средни, може од кој сектор може да се јава за да ангажира странски експерт? Во нашиот повик, во главном, она што е како услов да речеме, може да се пријавуваат сите компании. Основниот услов е компаниите да е мала средна компанија, да има најмалку 5, најмногу 250 вработени, да биде најмалку 2 години да постои и третиот услов е да има најмалку 51% домашен капитал, а секторот како услов не е поставен, односно сите компании кои што се мали и средни може да аплицираат на нашите повици. И што покажуваат досега искуствата? Колку странските експерти им помогнале да го зголемат производствениот процес, да бидат поконкурентни на пазарот, да ги намалат трошоците? Се работи за одлични резултати. Ние имавме анализа на прашалниците кои ги доставивме до компаниите, значи на нивните одговори по овие прашалници, од првиот јавен повик кој што заврши. И на основа на тоа утврдив дека се работи за големи бенефити кои го стваруваат нашите компании. Пред се подобрување на технолошките процеси, нови рецептури, нови имплементирани технологии како не само производствен процес во работењето, значи во организацијата на работењето и во маркетингот, изработка на маркетинг стратегии и така натаму, кои вродија со од она што досега го имаме утврдено, креање на нови работни места. Направена е анализа дека минимум по 5 нови работни места во просек на тие што беа компании се остварени, се очекува се остварат во овој период. Но за тоа ќе имаме понатамошна анализа, па ќе видиме, ќе ги следиме компаниите да видиме какви се вистинските резултати. Се уште проектот е само 2 години. И може да кажеме дека освен тоа зголемена нивната конкурентност на вистина со нови производи, нови услуги со што стануваат конкурентни како на домашно, така и на интернационално ниво. Може ли за слушателите на Радио Слободна Македонија да јасните како се одвива постапката, што треба домашните компании да направат? Се објавува јавен повик, меѓутоа како е процедурата? Да. Значи, јавниот повик кој што го објавуваме, на него може да се пријава, тој трае најмалку 1 месец. На истиот може да се пријават компаниите или по пат на нашата веб страна, значи апликацијата може да користат, или пак
може го направи тоа во писмена форма. Она што потоа следи од наша страна со цел да се утврди дали ги исполнуваат критериумите, се проверува исполнувањето. На пример во последниот повик кој што беше, тоа го направивме во рок од 1 месец. Потоа во месец мај и јуни оваа година сите компании ги посетивме директно со цел да ги запознаеме со целокупниот процес, да им ги објасниме придобивките кои што може да ги добијат од процесот, но пред се да им објасниме дека се работи за проект на кој што добиваат експерт и согласно тоа треба да ги утврдат точно своите потреби, да ги прецизираат во своите барања и на тој начин кога ќе го добијат експертот, тој да биде оној експерт вистински кој што ќе ги задоволи нивните потреби. Потоа процесот продолжува со тоа што нивните апликации на англиски јазик се доставуваат до странските организации и истите од страна на самата странска организација се скенираат компаниите, значи се поставуваат евентуално и дополнителни прашања. Целта е странската организација да утврди точната потреба на компанијата со цел во својот пул на експерти, кои што се некогаш 500, 600, 1000 експерти, да утврди кој е вистинскиот експерт за оваа потреба на компанијата, го предложува тој експерт и потоа домашната компанија во директен контакт со самиот експерт преку Skype или било која друга комуникација утврдува дали тоа што како предлог добиено во CV-то соодветствува на она што нив како потреба им се јавува во компанијата да биде решено како проблем. Доколку компанијата го одобри експертот, значи тоа е самата домашна компанија го бира, исто така таа утврдува и термин во кој што експертот ќе дојде, бидејќи самиот експерт и тој треба можеби да заврши некоја претходно договорена веќе мисија, а од друга страна компанијата треба да предвиди да не се работи за некој период во кој се празници или пак некој период во кој што се многу зафатени во своето производство и така натаму. И веднаш по договарањето на самиот термин, експертот доаѓа и ние како влада на Република Македонија се грижиме сите технички аспекти да бидат исполнети, односно експертот да присуствува тука безбедно и може максимум да допринесе за да се заврши она потреба и да се задоволи потребата на компанијата. Колку време остануваат странските експерти во компаниите? Мисиите се најчесто од 7 до 21 ден. Утврдувањето на време трењето зависи пред се од потребата на самата компанија. Не е исто дали се работи за производствен процес, во тој кој случај може да биде речено воспоставување на нова производствена линија, или пак се работи за изработка на маркетинг стратегија, или пак се работи за организацијата на работењето. Во тој поглед исто така одлучува и од кој сектор, на пример, и од која индустрија е самата компанија, бидејќи имаме сектори со специфична, висока технологија, па тука е потребно доста шаблонирање, цртање, детални технички нацрти и така натаму, кои што потоа компаниите ги прилагодуваат на своето работење и за тоа може би потребно некојаш и мисиите до 3 недели. Последниот случај кој што го имавме во една IT компанија беше токму 3 недели. Господине Лазаревски, да предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Димче Лазаревски, советник во кабинетот на премиерот Груевски. Господине Лазаревски, во тек е вториот оглас, вториот повик. Колку компании се пријавиле да ангажираат странски експерт? Во вториот јавен повик имаме 64 компании кои аплицираа со вкупно 70 апликации. Од статистиката можам да ви кажам дека најголемиот дел од нив доаѓаат од секторот производи за секојдневна потрошувачка, индустријски производи, услуги, технологија и најголемиот дел од нивните барања, зборам генерички, произлегуваат, имаат потреба да се помогне во делот на производствените процеси, околу 60%, 30% се во делот на продажба и маркетинг и околу 10% во делот на организација на работењето, значи нивниот менеджмент, што како треба да изгледа организацијата на работењето, со тоа што пак ќе напоменам дека нивните детални потреби и во текот на самиот процес и потоа од страна на експертите се скенира дополнително со цел да се утврди конкретната потреба во рамките на овие генерички нивни барања. Се случува ли некоја компанија која што претходно ангажирала странски експерт повторно да бара помош?
од истите? Да, на основа на анализата, како што претходно кажав, на она првиот јавен поик што беше спроведен и реализираните емисии, утврдивме дека ке 86% од оние компании кои веќе има експерт, има потреба, односно изјавиле самите компании потреба од повторно ангажирање на истиот експерт. Имено се работи за постапка во која експертот кога доаѓа на првата мисија најчесто нели сугерира воспоставување на одреден процес, нова рецептура на производство, нова стратегија маркетинг, контакти, начин на работа и така натаму, и сето тоа компанијата има потреба потоа кога ќе го имплементира да побара експертот повторно се врати назад со цел да види дали имплементацијата е соодветна и да евентуално даде некои други нови совети. И не е мал случајот или мал број на компании кои на првиот повик се јавија, па сега повторно аплицира и на вториот повик. Задоволни сте од динамиката? Па со оглед на тоа дека апликациите беа пуштени до странските организации во месец септември, истите почнаа ги процесираат и првите мисии веќе ги имаме во месец октомври и ноември. До сега се реализирани околу 12 мисии и некој е во моментот во тек. Очекуваме инаку вкупно најголем дел од компаниите и на основните барања се веќе дадени ке експертите за веќе во процес, во обработка. Она што можем да го кажеме дека процесот не е брз, бидејќи ви кажав се работи за скрининг од страна на странската организација, потоа и самата компанија бара соодветно време да ги провери неговото CV, да ги провери неговите референции, да стапи во директен контакт, потоа да се утврди ако на пример тој не е тој експерт, барањето го доставиме до друга организација евентуално со кој што имаме соработка, па повторно почнува од ново процесот и затоа велам не може да се очекува секогаш дека овој процес завршува многу брзо, некогаш може да трае неколку месеци, но нашата цел не е да се најде мисија и да се заврши само таа по себе, туку да се најде вистинскиот експерт или воопшто да не се наоѓа. Токму затоа инсистираме кај компаниите на тој контакт со експертот со цел да проверат дали на вистина ги задоволува потребите и ова моќ едноставно на компаниите да одлучуваат за тоа кој ќе биде експертот и кога тој ќе дојде во нивната компанија, токму поради тоа им дававме на самите компании да одлучуваат. Се плашат ли домашните компании да ангажираат експерт? Можем да кажем дека од досегашното искуство оние компании кои аплицираат и нивните, да речеме, менаџери се лица кои што најчесто и претходно користеле ваков вид на експертска помош од нели константски или други експертски организации или работеле во странство во други странски организации каде ваквиот вид на помош е нормална појава. Токму можеби една од причините поради која можеби треба поголема популаризација на самиот проект и ваквите гостувања можеби во емисии би требале да помогнат во можеби разградување или во неутрализирање на тоа сваќање и компаниите дека доколку аплицираат и доколку станат потранспарентни, некој заради тоа нешто ќе им замери, едноставно треба да се смени тој можеби малку менталитет кој покажува страф од прифаќање на туѓа помош или пак недоверба и се надевам дека со ваквите успешни приказни кои ги реализираме и кои инсистираме по завршување на секоја мисија, самата компанија да го каже тој свој бенефит кој го има, да полека се смени мислењето кај домашните компании и тие се повеќе и повеќе аплицираат на ваквиот повик на владата, бидејќи во суштина се работи за многу мали трошоци кои компаниите ги покриваат, само трошоците за негово сместување храна, добиваат можност за огромни бенефити, особено земејќи предвид дека тоа се работи за структура промена, нови воспоставени контакти, нови процеси и така, но што може стократно да ги изголеми приходите на компаниите. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Господине Лазаревски, дали владата планира и наредната година да се продолжи со ваквиот проект, ангажирање странски експерти во малите и средни домашни компании? Да, и оваа година владата продолжува 2016 со реализација на овој проект странски експерти за домашни компании. Веќе имаме договорено доволно мисии за да ги покриеме сите барања кои што произлегува од апликациите во вториот јавен повик. Тоа ни дава за можност да на еден
сигурен начин бидеме сигурни дека ќе се реализираат сите барања на компаниите, што значи не постои некаква селекција при нивното аплицирање, односно гледаме да секоја компанија независно од нивната потреба, независно од незината големина и независно од бројките може да добие ваква експертска помош. Често имавме случаи да некои мали компании имаат страшно добри, да речам, може да кажам, проекти или идеи, визии, кои со помош на експертите вродија во голем раст на компаниите, како што кажам, и затоа настојуваме сите апликанти, сите апликации да ги задоволиме со барем една мисија. Имате информација кога ќе биде објавен третиот повик? Се надам дека со текот на ова наредна година, дека до крајот на годината треба да имаме објавен на трети јавен повик, но пред се, она што можеме да кажеме, дека ќе се потрудиме да ги затвориме сите мисии, сите апликации, значи да ги завршиме во текот на наредната година, а за тоа каква динамика ќе има, све зависи, рековме и претходно, од самите експерти, од самите компании. Кои се новини се планирани за овој проект во наредниот период? Она што утврдивме дека е можеби малку повеќе од потребно е поголема промоција на самиот проект и на бенефитите кои ги остваруваат домашните компании. Се со цел да се зголеми интересот на домашните мали и средни компании да аплицираат на ваквите повици. Поради тоа, нашата интенција во иднина ќе биде не само преку промоција, да речеме, директна на самите компании, експерти, каде што во моментот се случуваат овие емисии, ќе направиме нова веб страна. Се надам дека истото ќе биде готова веќе на почетокот на наредната година, на која пред се компаниите ќе имаат можност на едно место да ги добијат сите информации во врска со можноста за користење на странски експерти, и тоа исто така да ги видат сите успешни приказни, снимени преку видео приказ, текстови од страна на компаниите домашни кои што веќе користеле, во насока на тоа за каква потреба користеле, каков бил експертот, како се задоволни од самата мисија, што точно променил. Веруваме дека таквите приказни ќе допринесат компаниите се чувствуваат полагодно во процесот на аплицирање, стегнат поголема доверба дека овој процес не е ништо страшно за нив и дека од друга страна многу се мали трошоците што ги поднесуваат, но од друга страна големи се бенефитите кои што може да очекуваат. И исто така ќе имаме најчесто поставени прашања со цел да се она што можеби не им е јасно во текот на целиот процес, од моментот на аплицирање до моментот на добивање на експертската помош, како оди тој процес, со цел компаниите да бидат припремени за она што ги очекува и на тој начин да допринесат за што поефикасно и побрзо спроведување на самата мисија до крај. Ќе бидат ли таму и експертите, па да можат компаниите сами да одберат кој им одговара, или тоа мора да биде како што претходно го напоменавте? Се надевам дека во самите приказни се уште не е дефинирано конкретниот изглед на страната, таа се надевам ќе биде многу едноставно интерактивна страна на која што ќе можат и компаниите кои што добиле помошување, кои сакаат да добијат да постојано контактираат едноставно меѓу себе. Она што можем да кажеме дека компаниите ќе имаат можност да ги видат сите придобивки кои што компаниите досега ги оствариле. Добро, ви посакувам многу успех. Господин Лазаревски, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки на Радио Слободна Македонија. Благодарам. Во кратката музичка пауза ќе ги слушнете и најважните економски настани. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ги слушате и најактуелните економски настани што ја одбележа оваа недела. Премиерот Никола Груевски најави два нови проекти. Од 1 јануари 2016 година на сите редовни студенти на државните универзитети ќе им биде овозможен бесплатен превоз во јавниот градски сообраќај, односно во јавниот автобуски превоз во Скопје и во другите градови каде што има организиран јавен автобуски превоз. Редовните студенти од државните универзитети ќе можат да користат бесплатен јавен градски превоз секој ден во неделата на сите линии. За оваа цел на сите студенти ќе им се доделуваат картички од ЈСП Скопје и од јавните претпријатија од другите градови, се со цел да можат бесплатно да ја користат услугата.
Сите редовни студенти од државните универзитети ќе можат да користат бесплатен јавен градски превоз секој ден во неделата на сите линии. Со оваа мерка е предвидено на сите редовни студенти од државните универзитети да им се доделат картички од јавното сообраќајно предпријатие Скопје и другите јавни предпријатија во градовите каде што има јавен автобуски превоз, со цел да можат бесплатно да ја користат услугата на јавните сообраќајни предпријатија. Вториот најавен проект е наменет за средношколците. Од 1 јануари, секоја среда ќе можат бесплатно да ја користат железницата, жичарницата до Водно и бесплатно да посетуваат културни установи во земјата. Преку овој проект, средношколска среда, секоја среда на сите средношколци ќе им се овозможи бесплатен превоз на жичарницата на Водно и со железничкиот сообраќај во Република Македонија, како и бесплатни билети за театрите, музеите и кината во државата. Финишираат подготовките по волностите за студентите и средношколците да стапат на сила по нова година. Институциите на локално и централно ниво во најголем дел ги имаат подготвено плановите и програмите за имплементација на проектот, информира владиниот портпарол Александар Ѓоргиев. Проектите се подготвени, систематизирани, конципирани на начин на кој што ги соопшти премиерот Груевски, тие проекти ќе бидат реализирани. Институциите на централно и на локално ниво имаат во најголем дел подготвено планови и процедури за имплементација на овие проекти, а во следниот период останува да се допрецизираат мали модалитети околу конкретната меѓусебна соработка на органите на централната и на локалната власт, за потоа ние да информираме за конкретните правци и процедури за користење на ова право од страна на студентите и од страна на средношколците, во смисла на тоа начинот на аплицирање, рокот за аплицирање за добивање на бесплатниот билет, начинот на користење на правото за бесплатна посета на културно-уметнички манифестации и останати аспекти кои што имаат врска со овие проекти. Во секој случај, двата проекти се од големо значење за младите луѓе и сериозно го подобруваат средношколскиот и студентскиот стандард, затоа овозможуваат поголема заштеда на трошоците кои што досега се издавале за овие потреби, а сега нема да бидат потреби. Нова американска компанија ќе инвестира во Македонија. Инвестицијата ја договори вице-премиерот Пешевски, кој во работна посета на Соединетите американски држави. Очекува позитивен одговор уште од неколку компании. Во рамките на работната посета на Соединетите американски држави посетуваме компании во сите држави Индијана, Висконсин и Илинойс. Овој пат водиме на директни средби со околу 8 компании, каде што во различна фаза разговараме со некои од нив за можностите за инвестирање во Македонија, со некои од нив понапредна фаза на разговори. Се работи за компании од различни сектори на индустрии, но генерално се од секторот на производство или на инженерски услуги. Дел од нив имаат посета на Македонија, дел од нив добро треба да посетат Македонија. Во текот на првиот ден успеавме и да ги финализираме разговорите со една инженерска компанија која ќе отвори инженерски центар во Република Македонија за почетокот на акtivите помала операција од 20 на луѓе, но строго инженерски кадар за понатаму потенцијално да прерасне на посериозна операција. Додека во текот на денешниот ден и утрешниот ден веќе разговараме со некои големи компании за малку поголеми инвестиции и она што е добро дека контактите се на највисоко ниво, што генерално значи создавање на предуслови за успех на посетата. Владата на Република Македонија ова го прави дел од континуираниот напорно привлекување на странски инвестиции. Генерално сум задоволен од она што е подготвено и од средства што имаме, така да очекувам да во наредниот период и конкретни позитивни информации кои да се од самите компании. Министерството за финансии оваа недела исплати 150 милиони евра за евроврзницата издадена во 2005 година. Само за камата за истата платени се 69 милиони евра. Инак овој месец за стари долгови исплатени се 218 милиони евра. За таа евроврзница ќе платиме утре уште 6 милиони евра камата и низ години имаме платено дополнително уште 63 милиони евра камата, значи вкупно за таа евроврзница имаме платено 69 милиони евра камата како држава за 10 години и плюс 150 милиони евра што ќе ги вратиме. Тоа е значителен износ на средства, но тоа се обврски кои што ги направила една влада
Но секоја следна влада, која што се однесува одговорно и сериозно, мора да ги сервисира тие обврски, да ги врати тие пари кон инвеститорите што тогаш ја запишале таа еврообврзница. Македонската економија е на вистинска пастака и се движи со солиден чекор напред, иако во однос на претходните 6 месеци бележи мало опаѓање поради политичката и бегалската криза, како и поради ситуацијата во Грција. Ова е генералната оценка на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија, Меѓународниот монетарен фонд во Скопје и канцеларијата на Светска банка. Macedonia, to sum it up, in various factors they are doing. На Македонија, да сумирам од повеќе аспекти, оди многу добро и е меѓу најдобрите во регионот на Југоисточна Европа, а во други треба да има подобрување. Наивно е да се мисли дека политичката ситуација комплетно не влијае на економската, но мислам дека кој да реши да води бизнис во Македонија ќе донесе одлука не само на база на политичката ситуација, туку и врз основа на сите фактори. Со двете мерки за вработување како проектот Македонија вработува и вработување млади до 29 години. До сега се вработиле над 18.000 лица. Задоволен е замерик министерот за труд Диме Спасов. 10.900 се млади лица до 29 години, околу 3.900 се лица до 35 години, а останатите над 4.000 се лица кои што се повозрасни над 35 години. Овде завршува економската емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 10 декември со мене уредник и водител Наташа Мерсовска и Владимир Дамјановски техничка реализација. Музиката е од изборот на музичкиот директор Иван Бечковиќ. Јас ви посакувам убав ден и слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.